Благодарам, председавач. Почитувани колеги пратеници, министер за финанси и останати присутни. Пратеничката група на СДСМ и ние како пратеници Васко Ковачевски, Илјана Силјановска и Гора Милевски поднесуваме амандман на буџетот на Република Македонија за 2016 година и со овој амандман предлагаме да се обезбедат средства во висина од 1 милиарда и 200 милиони денари или околу 20 милиони евра и ово износ од парите од буџетот за 2016 година предвидуваме да се наменат за десулфуризација на комбинатот РЕК Битола, односно со овие средства да започне првата фаза. Со овај проект значително ќе се подобри квалитетот на амбиентниот воздух во Битола, Новаци, Могила и околните населени места. Почитувани, едно од основното право на човекот е правото да живее во здрава животна средина. Од тука заштитата и унапредувањето на животната средина треба да биде еден од главните приоритети на владата на Република Македонија. Квалитетот на воздухот во моментот е на многу ниско ниво, што придонесува за постоење на населени места каде што загадениот воздух директно влијае во здравието на луѓето, на животните и на растенијата. Испуштањето на штетни гасови во атмосферата и загадувањето на воздухот се бројуваат помеѓу најголемите причинители за разни болести, вклучително и најопасните болести, како карцином или рак. Намалувањето на штетните материи во воздухот ќе овозможи поквалитетна животна средина и ќе придонесе за зачувување на здравието на граѓаните, кое што сите знаеме дека нема цена. Битола повторно руши рекорди по загаденост на воздухот, заедно со Скопје, Кичево, Тетово и представува како еден од најзагадените градови во Република Македонија. Според Министерството за животна средина и просторно планирање, главен извор на загадување во Битола е комбинатот РЕК Битола. Тоа стои на официјалната веб страна на ова министерство. Точно е назначено дека главниот извор на загадување во РЕК Битола е електроенергетската постојка РЕК Битола. Тоа го кажува Министерството за животна средина. Ако РЕК Битола е најголем загадувач на амбиентниот воздух во Битола, во Новаци, во Могила, тогаш и тоа како се потребни средства од буџетот на државата за инвестиции во еколошките проекти кои што треба да се применат во комбинатот РЕК Битола. Причина плюс е и тоа што РЕК Битола е енергетски комбинат кој произведува повеќе од 70% од електрична енергија во Република Македонија на годишно ниво, со што значително го полни буџетот на државата. Во изминатите години од владењето на ВМРО-ДПМН очигледен е нивниот игнорантски однос кон проблемот со загадувањето во Битола и не само на централната власт, таквиот однос е и од локалната власт. Уште во 2007 година РЕК Битола преку АД Елем аплицираше за А интегрирана еколошка дозвола, каде процесот на десулфуризација е вклучен во оперативниот план. Во оперативниот план исто така е планирано намалување на емисијата на прашината од издувните гасови. Проектот е пролонгиран поради немање на финансиски средства, а исто така причина била и тогашната економска криза. Во ред. Во 2012 година АД Елем направи нов проект инвестицијски за 2012-2017 година. Тоа е овој инвестицијски проект, каде што внатре, во трета фаза, е наведено дека ќе се направи десулфуризација на РЕК Битола, со што ќе се возможи да се намали емисијата на сулфурен диоксид и прашина и соодветно третирање на отпадните води преку нова станица. Ова требаше да се направи според овој проект или да отпочне во 2014 година, согласно ЕУ директивите, каде што фабричките и индустријските капацитети во Република Македонија мора да воведат еколошки стандарди за заштита на животната средина. РЕК Битола беше, но и се уште и денес
е далеку од воведување на високи еколошки стандарди. Владата го искористи правото да го пролонгира овој транзиционен период до 2018 година. Зошто? Предпоставуваме. Нема пари. Времето си течи, а конкретни активности на овој план се уште нема. Еколошките проекти за рек Битола се одложуваат заради првично економската криза и после занемањето на доволни финансиски средства. Сега тука се поставуваат две прашања. Министре, како е можно државата преку владата или преку ЕЛЕМ да обезбеди 15 милиони евра за нова барокна фасада на зградата на ЕЛЕМ во Скопје, а да нема пари за еколошките проекти во рек Битола? Еве го договорот кој што вие го случивте, првично на 11,5 милиони евра, а потоа уште 3 милиони евра за дополнителни непредвидени работи. 15 милиони евра наши пари, пари на граѓаните на Република Македонија, ќе завршат во стиропор, во гипс, во боја, заради задоволување на апетитите или лечење на фрустрациите на поединци. Нова барокна фасада на зградата на ЕЛЕМ во Скопје. А за рек Битола нема пари. Има криза и нема средства во буџетот. Дали ако овие 15 милиони евра, а и толку велите во инвестицијскиот план, дека потребни се за прва фаза 15 милиони евра за сите проекти од еколошки аспект во рек Битола. Точно 15 милиони евра. Ако овие 15 милиони евра од барокната зграда ги пренаменевме за еколошки проекти, дали со тоа не ќе постигнеме барем да се подобри амбиентниот воздух во Битола? Дали понатаму вакво ќе беше загадувањето? Дали понатаму ќе ни се полнеа болниците? Дали ќе ни се разболуваа нашите блиски, роднини, родители, деца? Дали ќе умираат млади луѓе од рак, каква што тенденција во Битола и во околината има во последните години? Дали со овие потези што ги правите како активна власт не се класично поигрување со здравието и со животите на граѓаните на Битола? За разумна власт, квалитетот на живењето на граѓаните е приоритет број 1. А за Никола Груевски и неговите соработници, меѓу кои вие, приоритет број 1 е да се задоволат апетитите на тесната група што владеат заедно со него. Второто прашање, како е можно со местење на тендери за ископ и транспорт на јаглен во рудниците во рек Битола само за 4 години да се исплатат 207 милиони евра на неколку фирми блиски до власта, иако комбинатот располага со багери и со транспортна лента за јаглен, која што владата преку АД-ЕЛЕМ ја плати 18 милиони евра. Истата не работи, а знаеме зашто не работи. Камионите на лицата од како наречени сеатот, битолчанецот, кратовчанецот, дебелиот и останатите тендераши треба да вртат со јагленот околу вагата неколку пати и со тоа да се бројат и сатниците, и километражата, но и тежините. Дали со домакинско работење во комбинатот рек Битола немаше да се обезбедат овие средства за намалување на штетните гасови и прашината, која што од рек Битола ја дишиме сите ние битолчаници? И јас, и колешката Илјана, и колешката Горан, и колешката Лилјана, и колегата Зоран Илиовски, и сите битолчани и сите кои што живееме во населените места околу рек Битол. Министер Ставлевски, не знам дали успеа во целост да ви убедам да го прифатите овој амандман, да се одобрат не цели 20 милиони евро од буџетот за 2016 година, кој што, морам да и подсетам граѓаните, изнесува 3 милиарди и 200 милиони евра, не заради СДС или за ВМРО-ДПМН, не заради нас, политичарите или функционерите од власт, заради граѓаните на Битола, кои што вчера ви ја дале вам довербата, утре може би нас ќе ни ја дадат довербата, без разлика која партија на власт. Граѓаните сакаат и мораат да добијат поквалитетен и попристоен живот. Ама овде, во својата држава, иначе во спротивно си го бараат чарето во странство.
Ама болката по родното место, односно по татковината, е преголема. Немојте да и принудувате граѓаните на Република Македонија на ваков чекор. Ви благодарам.